За работата на Институтот за акредитации. Што е всушност акредитација, каква е постапката за добивање и кое е значењето за државниот, но и за приватниот сектор да се поседува ваква акредитација? Денеска разговарам со директорот на Институтот за акредитации на Република Македонија, господинот Трпе Ристовски. Најпрво ви благодарам за ова гостување и за времето кое го одвоивте. Ми благодарам и на поканата за гостување во вашата емисија. На самиот почеток да ги запознаеме нашите гледачи што е всушност работата и кои се надлежностите на Институтот за акредитација. Видете, акредитација представува потврда на квалитетот за она за кое што одредена институција, компанија, лабораторија или инспекциско тело тоа кое што го работи. Нашиот диапазон е доста широк, бидејќи ние соработуваме со скоро сите стопански гранки во државата. Најповеќе, да кажеме конкретно, ние тоа со преку Министерството за економија, тука се повеќе закони, како што е закон за техничка инспекција, производи, законот за возила, понатака преку Министерство за земјоделие, буквално целиот тој опсег што е во Министерство за земјоделие, од квалитет на почва, семе, семенски материјал, па до крајните производи, понатака исхраната, значи квалитетот на храната на прехранбените продукти, животната средина исто така, имаме акредитирани лаборатории, инспекцијски тела, градежништвото, дали од лаборатории, па преку сертификацијски тела за квалитет на производот во градежништвото. Понатака имаме во делот кој што се однесува таксиметри, тахографи, медицински лаборатории, акредитација на сертификацијски тела, буквално сите кои што се за сите стандарди, дали тоа се менеджмент систем како што е ISO 9001, 14, 18000 и сертификацијски тела за производи. Имаме најповеќе за органско производство, веќе го споменав и градежништвото. Понатака текстилот исто така акредитација на лаборатории. Со еден збор целокупното на стопанство кое што офаќа во една држава. Еве кој ги споменав Министерство за економија или законот тука за техничка инспекција, тука е од електроенергетика, рударство, рударска техничка опрема, лифтови, жичари, тука исто така енергетиката. Значи, пак ќе кажам, све она кое што го офаќа едно стопанство во една држава, тоа представува опсек и на нашиот делокруг на работење. Работата на институтот. Кажете ми кои се условите за добивање на акредитација и како се одвива една постапка за добивање на истата? Видете, нашата работа, јас веќе споменав, нели, дека акредитираме лаборатории, инспекцијски тела и сертификацијски тела. Нашата постапка за акредитација е строго дефинирана по меѓународни светски стандарди. Значи, било која лабораторија што сака да се акредитира, без оглед на тоа што таа ќе испитува, значи акредитацијата иде по ISO 17025, сите инспекцијски тела, повторно, без оглед на обсегот на акредитација, тоа е стандардот 17020, медицинските лаборатории, тоа е стандардот 15189, и тука ни се ушли сертификацијските тела, во зависност дали е сертификација менеджмент системи, тука спаѓаат, нели, да биде вака појасно, тоа се тело кој што врши сертификација за ISO 9001, значи ние не ги сертифицираме институции или компании кои што сакаат да работат по тоа. Ние сертификацијските тела кои што тие после тоа ни ги сертифицираат, исто така сертификација на производи и сертификација на персонал. Која е постапката? Постапката се одвива на тој начин што оној кој што сака да биде акредитиран, значи тој мора да ја пополни, да кажеме, нашата пријава која што објавена на веб страна, а всушност да го има имплементирано оној стандард кој што претходно го споменав. Откако таа институција, лабораторија, инспекција, било што е, значи ќе ја пополни пријавата, односно ќе го имплементира стандардот за своето работење, во тој случај ние формираме тимови кои што излегуваат, значи, на лице место, прават оценка. Тие тимови се состојат од еден водечки оценувач, најчесто тоа е представник од Институтот за акредитација, кој што го гледа имплементацијата на стандардот, оној така наречен, да го кажам, пообшт дел, значи од организационата структура, од процедурите за тековното работење, а додека стручниот дел, значи ние вклучуваме експерти, тоа се
надворешни лица кои што случуваат договор со институтот. Ние во нашиот речник ги нарекуваме технички оценувачи, бидејќи тоа е највисокото ниво на експерти, бидејќи за да дојде некој за технички оценувач, мора да исполнува неколку барања, односно процедурите кои што се за стекнување на тој статус, и тој технички оценувач е задолжен исклучително за стручниот дел, за она кое што сака таа институција да добие некакво властување, односно да работи во апликацијата на теренот. Колку тела до сега во Република Македонија веќе имаат добиена акредитација? До сега околу 200-205 тела, да кажеме, еве до денешен датум, се акредитирани. Од тие најголемиот дел, 102 акредитации имаме доделено на инспекцијските тела. Останатите 68 се лаборатории за тестирање, 13 имаме лаборатории за калибрација, медицински лаборатории и сертификацијски тела имаме околу 10 акредитирано. Од овој регион, каде што е гледана телевизија Мега, еве можеме да ги издвоиме Битола, Прилеп, соседно Могила, споменавте дека имаат, кои се тела тука имаат акредитација и зашто? Па можем да кажем дека вака Битола во делот на стопанството, во делот на економијата е доста активна, еве и ние како институт сме често пати присутни во овој регион, бидејќи има доста компании, доста лаборатории, доста инспекцијски тела кои што едноставно тука се формирани и тука работа за да задоволат потребите на граѓаните и на стопанството во овој регион. Јас би ги одвоил, уствари не би ги одвоил, него би ги потенцирал, оние во Битола е конкретно Центарот за јавно здравје, значи тоа е една доста голема лабораторија, која што покрива доста еден широк опсек на акредитација. После тука е лабораторијата Анимавет, тоа е приватна лабораторија, која што можам да кажам дека е прва приватна лабораторија која што испитуваше во делот на храната, а се уште е прва и единствена приватна лабораторија која што испитува болести, заразни болести кај домашните животни, кое што, да кажам, за генерално за стопанството и генерално за овој регион тука е доста значајно. После тоа ветеринарниот факултет исто така од Битола, минатата година исто се стекна со статус на акредитација. Во Могила тоа е Пелагонија, така се вика лабораторијата Пелагонија ДО Могила. Они се акредитирани за семе и семенски материјал. После имаме исто така две инспекцијски тела, тоа се Сдружение на возачи од Битола и Автомото друштво од Битола, кои што они го фаќаат делот кој што се однесува на хомологацијата, популарно хомологацијата на возила и делот кој што е за таксиметри и тахографи. И особено би го потенцирал и клиничкиот центар од Битола, бидејќи тие се во овој регион исто така прва медицинска лабораторија која што е акредитирана за 15189 стандардот. Во Прилеп исто така имаме, например, во универзитетската лабораторија при Институтот за тутун, они се исто така еден доста широк опсек опфаќаат за испитување. Имаме лабораторија за животна средина, Еколаб, исто така од Прилеп. И исто во Прилеп имаме Кизле за таксиметри, тахографи и така за поедини области. Значи, велам, овој регион е доста вака активен и доста помага за да пружа услуги, значи, на самите граѓани за развојот на стопанството во Пелагонискиот регион. Имате соработка и со државниот и со приватниот сектор. Јас ќе започнам со оној дел на државниот сектор, со кои институции соработувате со универзитети, со министерства, еве да потенцираме, да објасниме некои од соработките кои имате со нив. Значи вака, во делот на соработките ние соработуваме со сите. Без оглед не правиме ние разлика дали е некој приватен или државен сектор. Бидејќи пред се, значи, постапката за акредитација, ако гледате законот за акредитација, уште од член 1 кажува дека акредитацијата е доброволна. Значи, према нас ние сме доста флексибилни. Може да е приватен, државен, може да се акредитира некој кој што е во склоп на некоја поголема корпорација, може само по еден дел, може да се акредитира некој што работи на терен или пак да е во, да кажем, фиксна лабораторија или било што. Значи, ние се прилагодуваме секогаш врз основа на барањата на клиентот како што захтева, нели, сепак неговиот процес на работа.
Поради тоа ние не правиме разлика дали е државно или приватно. Едноставно, знаете како, кога се формила Институтот за акредитација, уште пред 14 години кога започнал со работа, во тој период било проценето дека во Република Македонија 100 тела би биле доволни. Ние веќе денеска имаме 205 акредитации и околу 30 ни се во постапка, а верувам дека тој број понатака ќе расте. Едноставно целта е за да услугите на граѓаните да бидат што поблиску до нив и на стопанството, за да нема движење сега да кажеме од Битола па да се носат примероци во Скопје или не знам каде, едноставно значи за да постои таа една дисперзија, за да бидат што поблиски. Јас кажав од државните кога ме прашувате. Значи најпоголем дел од нашата работа е поврзана со Министерството за економија. Го споменавме земјоделие, транспорт и врски, исто така со голем дел од нивното законодавство е поврзано, каде што они бараат акредитации и ние мораме да излеземе во пресред. Министерството за животна средина, ќе спомена Министерството за финансии, например во законот кој што е за фискалните апарати, за контролата, секој фискален апарат кој што ќе се пушти во промет, мора претходно да биде контролиран, односно испитан од акредитирано инспекциско тело. Или колку и да звучи вака поабстрактно, например, Министерство за информатичко општество и администрација. Дури и со нив имаме директно со закон поврзана активност, тоа е Законот за имплементација на контрола квалитет во државните институции, односно секоја државна институција мора да биде сертифицирана за ISO 9001, значи во своето работење мора да го има имплементирано и сертифицирана од сертификациско тело кое што е акредитирано од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија. Значи затоа велам дека скоро сите министерства се на некој начин офатени, еве да кажем Министерство за внатрешни работи. Нивната форензичка лабораторија минатата година се акредитираше од наша страна, све со цел значи за потврда на квалитетот на таа лабораторија пред се, али не помалку е важно дека акредитацијата нив има услов за да бидат членки на Европската форензичка организација и на тој начин преку нашата акредитација и нивното членство таму резултатите од таа лабораторија сега се признаваат во цел свет. Не знам, Министерство за одбрана исто така, нивната лабораторија која што е исто така е акредитирана од наша страна за квалитетот, контролата кој што они ги прават. Сега може би испуштив некоја државна институција, нека не ми замерат, тука се еве ако ги земеме факултетите. Значи, Машински факултет, они имаат од наша страна, па мислам сигурно околу 5-6 акредитации. Тоа се и за возила, и за лифтови, и за калибрација, значи повеќе имаат. Тука исто така електрофакултет, електроенергетските постројки кои што се според тој правилник. После тоа е технолошкиот факултет, ветеринарниот факултет и во Скопје и во Битола. Институтот за тутун, медицинскиот факултет, они имаат повеќе акредитации, имаат дел кој што се како медицински лаборатории по стандардот 15189 и исто така имаат како лабораториите што се ISO 17025. Значи тоа се во Скопје повеќе клиники, дали е тоа патологија, инфективна, биохемија, па ќе кажам, може би некој ќе испушта, меѓутоа нема некоја разлика дали е државно или приватно. Ако се свртиме на приватниот сектор, значи со нив ние во секој дел од стопанството со работката. Еве најголем дел да кажеме од компаниите кои што се од наша страна акредитирани се потекнуваат токму од приватниот сектор. Дали е тоа повторно хомологација на возила, електроенергетика, лифтови, жичари, рударство, значи сето тоа е најголем дел, пак ќе кажем, од приватниот сектор, еве и во делот на медицински лаборатории. Например, во Скопје клиниките како што е Систина, Ремедика, Авицена, Адриалаб, значи, они сите се акредитирани од наша страна за одреден дел од нивното работење, не за целиот, меѓутоа и како значено за нивните пациенти или од другава страна за другиве клиенти кои што доаѓаат кај нив за услугите кои што тие ги нудат.
Споменавте дека на самиот почеток беше предвидено да има некаде околу 100 акредитации, сега веќе има повеќе од 200 акредитирани тела и застапени се акредитациите во сите сегменти на општественото живење. Меѓутоа, сметате ли еве вие лично, ваше мислење, дали има некој сегмент од општественото живење каде може би треба малку повеќе да се проработи на подигање на свеста од потребата на овие акредитации? Потреба секогаш постои, значи тоа морам да го кажам, затоа што постојано се менуваат, ајде да кажам, и од условите, начинот на живење, па со тоа се менува и законодавството, и во се повеќе законски или подзаконски акти, токму се бара акредитацијата како потврда за некој кој што нуди некаква услуга. Знаете, еве, нешто што во последно време веќе земам за животна средина, нели, сите говориме за загадување, за воздух, за почва, за води. Сега, ако порано тоа се изведувало на еден начин, со еден вид на методи, веќе критериумите и за самото испитување стануваат повисоки, а сите тие критериуми се поврзани со акредитација. Еве, има сега конкретно, тоа е вака нешто што е во тој делот на животна средина по актуелно, значи каде што самата Европска комисија ги барањата некако ги качи на повисоко ниво, па воведе техничка спецификација, кое што таа техничка спецификација едноставно ја преслика Министерството за животна средина во нашето законодавство, а тоа индиректно и барање, значи, за нас, за да ние акредитираме тела во тој дел. Значи, за тоа велам, потреба секогаш постои. Од друга страна, преку акредитацијата, значи едно општество, бидејќи, знаете, јас на почетокот споменав дека ние функционираме како регулаторно тело, односно работиме според регулативата 765 на Европската комисија, кој што вели во една држава може да има само едно тело за акредитација, со цел за да нема конкуренција, да нема конфликти на интереси. Тоа сме, значи, ние Институт за акредитација на Република Македонија, и сега ние ја потврдуваме квалитетот и компетентноста на некој кој што работи, со цел за да тој добие утре овластување. И сега, кој говориме за бројот на тела, значи ние создаваме една квалитативна конкуренција на пазарот. Што би тоа значило? Тоа значи дека тој што работи во Битола, во Прилеп, во Скопје, Штип или било каде, работи под исти услови, исти критериуми, бидејќи тоа се меѓународни стандарди каде што нема импровизација. Какво е значењето, ќе ве прекинам, извинете, какво е значењето на меѓународен план на акредитациите? Дали се исто признати подеднакво во сите земји? Ова е сега интересно прашање, малци идеме сега во друг дел, во друга област. Прво ќе кажам, значи, ние како Институт за акредитација, кој велам дека сме, нели, регулатор, кога велиме дека сме единствени, значи тоа не значи дека ние работиме како што ние сакаме, без оглед на, нели, тие европските правила на игра. И ние како Институт за акредитација сме под постојана контрола на Европска комисија, на Европската акредитација, кое што нас, како што ние правиме оценки, така и тие нас ни прават, за да видат како ние работиме. Ние сите тие европски правила на игра, ајде да ги кажам, ги задоволивме од 2011 година, кога ги подпишавме тие меѓународни договори, и ги велиме multilateral agreement, така се нарекуваат, со Европската организација за акредитација и со Светската организација. Откако ги подпишавме, значи ние сме под постојан надзор, кога велам надзор, ево оваа година ни доаѓаат, значи, 10 експерти од Европска комисија, од најразлични области, недела дена се кај нас гости у наводници, да кажам, на институтот, кој што буквално, значи, ќе ни прегледуваат и во канцеларија, и на терен, и нашиот персонал, и екстерниот персонал, за да мораме тие строги меѓународни правила на игра да ги задоволиме. Бидејќи ние веќе ги задоволуваме, тоа значи дека сето на кој што ние го акредитираме е признаено во цел свет. Значи во Европа и во цел свет. Тоа значи дека некој производ кој што ќе се испита во наша акредитирана лабораторија, веќе тој производ може да се пласира во цела Европа и во цел свет. Бидејќи како синоним, значи на европско ниво говорам на тие мултилатерални договори, уште ги нарекуваат и пасош за трговијата. Бидејќи единствен услов за да наш производ, наша институција, наш клиент излезе, значи, надвор од границите Европа, е тој да биде акредитиран од наша страна.
Овие договори, значи имаат значење прво кој што е велам за наши производи да може да се пласираат, тоа е едниот. Вториот бенефит е да можат наши компании да работат во странство, да учествуваат на меѓународни тендери од било која област на стопанството, без да докажуваат нивната компетентност, нивното знаење, не знам, нивната опрема, па како ракуваат. Едноставно со тоа што они ќе го покажат логото на Институтот за акредитација на Република Македонија, тоа има она што кажав пред малку пасош за да излезат надвор. И третиот бенефит, намерно го кажувам трет, бидејќи тој се однесува на самиот институт. Тоа значи дека и ние како институција може би сме единствени или едни од ретките, да кажам, како државна институција, која што нашите услуги ги даваме и надвор од границите на Република Македонија. Во оние земји, значи каде што кои што не се потписници на овие договори, можеме да работиме, али тоа значи дека други не можат кај нас, бидејќи ние ги исполнуваме тие услови и дека тоа навистина, значи во праксата функционира. Еве ќе кажам, ние акредитиравме едноставно француска компанија која што нас не одбра да биде акредитирана од областа на опрема под притисок и сите незини нафтени платформи кои што беа под незина контрола во Африка, во Азија, во Јужна Америка, беа под наш надзор. Ние надзорот го правевме првиот во Екваторијална Гвинеја, контрола им правевме во Саудиска Арабија, последната контрола во Виетнам, во Шкотска, значи едноставно тоа функционира. Еве сега во моментов имаме акредитирана италијанска компанија во Албанија, која што преку нашиот сертификат работи во цела Европа. Имаме постапки за акредитација во Косово, бидејќи тоа се земји кои што не се потписнички на овие договори и ради тоа можеме таму. Останатите се, со останатите земји имаме повеќе размена на искуства, каде што наши експерти идат таму или пак од кај нив доаѓаат кај нас во поедини области кога има потреба за развивање на некои нови акредитацијски шеми. Значи, со еден збор, и како е важна акредитацијата, особено на стопанството на меѓународен план. Ние ги имаме и тука, нели, во индустријските зони, значи наши компании кои што нудат, односно наши акредитирани тела кои што нудат услуги таму со цел тие производи да можат да излезат на европски и на светски пазар. Споменавте кој е значењето и кој е бенефитот за стопанството и за македонските компании кои пласираат производи надвор од нашите граници. Им го олесни ли тоа пристапот на компаниите до странските пазари и дали со тоа може би се зголемува уште повеќе извозот од нашата земја? Дека им олеснил секако, сега јас немам податоци колку тоа влие на зголемување на извозот, али дека е услов за да некој производ се извезе, за да тој биде испитан во акредитирана компанија, тоа е дефинитивно така. Дали се тоа прехранбени продукти, не знам, ево од земјоделски производи или било што, значи секако дека е тоа услов за да биде испитан во акредитирана, за да може да ја излезе надвор од границите. И тука, значи, ние како им помагаме на сите тие производствени капацитети кои што работат со извоз, али велам, значи, не само за тој дел, и за домашен пазар, за тоа што се пласира и на домашниот пазар да биде проверено и контролирано од некое тело, од некоја лабораторија која што е под постојана контрола. Бидејќи нашата акредитација кога некој ќе добие, тоа не значи дека еднаш ја добил и за секогаш, сертификатот им важи 4 години, али во рамки на тие 4 години ние обавезно правиме еднаш годишно редовен надзор, а по потреба, ако има потреба, и почесто. Споменавте дека уште во 2011 година беа исполнети сите тие стандарди, меѓународни стандарди кои се поставени. Меѓутоа во изминатиот период во Република Македонија најаве, да речеме, политичка криза или можеби како многумина што е оценија нестабилност во државата, дали тоа влие на довербата на акредитациите кои ги издава Институтот на Република Македонија? Не, значи нашата работа воопшто со тој дел не е поврзана, бидејќи кажав, нашата работа е поврзана директно со меѓународни стандарди, значи нашата работа е независна, значи, од тој дел и не треба да биде зависна, бидејќи нас кои не контролираат еден од условите на независност, на непристрасност, е токму тој кој што и како ние како институт го исполнуваме, бидејќи ние сме, значи, како државна институција, како јавна установа, ние функционираме
има совет, значи како управен орган на институтот, и во тој совет нема доминантна страна. 11 члена е советот, 4 се само владени представници, другите се директно стопанството. Од стопанските комори, од акредитирани тела, од универзитети, од организација на потрошувачи. Значи, тоа е склопот на главниот управен орган кој што управува со Институтот за акредитација. Секоја година се одбележува и Светскиот ден на акредитациите. Република Македонија како во светски рамки, така и тука го одбележува овој ден. Кое е значењето со тоа што се вклучуваме заедно со сите земји во светот да го одбележиме овој Светски ден на акредитирањето? Видете, Светскиот ден на акредитацијата е 9 јуни, кој што Институтот за акредитација традиционално и секоја година си го одбележува, така со една пригодна свеченост. Тоа е една убава прилика и за промоција на институтот и за промоција на нашите акредитирани тела, бидејќи секоја година на 9 јуни ние ги доделуваме сертификатите, свечено ги доделуваме сертификатите за акредитација на оние акредитирани тела што се акредитирани 12 месеци наназад, значи во текот на изминатата година. И секоја година Светскиот ден за акредитација си има одредена тематика, кое што таа ја одредува Светската организација за акредитација. И ние сме секоја година, значи во тој круг, секогаш сме присутни во Светската организација, дека и ние, значи, го одбележуваме под тоа мото. Например, минатата година мотото беше акредитацијата како помошна алатка на јавната администрација. Пред таа година беше поврзана акредитацијата на медицински лаборатории, акредитациите за потреби на лабораториите за испитување на храната. Имавме акредитацијата во енергетиката. За оваа година се уште не сме ја добиле тематиката, обично некаде февруари месец, март месец ја публикуваат од страна на Светската организација и таман имаме доволно време до 9 јуни да и ние се спремиме. Покрај Светскиот ден за акредитацијата ние навистина доста вложуваме и во делот на промоцијата, бидејќи сепак нашиот дел е понекогаш потешко го разбираат, нели така, поабстрактен, кој ќе се споменат сите тие стандарди, и ние секогаш се трудиме да бидеме што поблиску до директните корисници на акредитацијата. Дали со печатење, со публикување на промотивен материјал, еве во оваа прилика и тука има баш да се запознат Донисов и оние гледачи, нели, во овој регион кои што не следат зошто да се акредитира сертификацијско тело, зошто лабораторија, зошто инспекцијско тело. И покрај тоа, значи, и ние како институт, еве во изминативе години, постојано работиме каде што финансираме собствени проекти со цел, значи, пак ќе повторам, корисниците, и не само корисниците на акредитација, но оние кои што им треба, за да дојдат поблиску, за да ја разберат, нели, конкретно нашата работа или зошто во некој закон пишува акредитација, што тоа значи. Кога велам за проекти, значи ние имавме 2-годишен проект кој што беше наменет директно за стопанствениците, односно оние стопански субјекти кои што имаат имплементирано стандарди во своето работење, што тоа значи за нив? Како да го искористат бенефитот, поголемиот бенефит од стандардот кој што го имаат имплементирано. Ние тргнавме од таа гледна точка што има некои институции, компании кои што најчесто стандардите ги имплементираат поради некои други секундарни, ајде ги наречам, барања, дали ради учество на тендер, па мора да има ISO 9001 или не знам за животна средина 14.000 поради тоа што некој инспекторат им барал или 18.000, и ние буквално, значи, на тие компании сакавме да им помогнеме кога веќе го има имплементирано стандардот, како менеджментот на институцијата да го искористи тоа веќе. И поради тоа во тие проекти нас ни беа вклучени стопанските комори, Сојуз на стопански комори на Македонија и Стопанската комора на Македонија, ни беа вклучени професори од универзитетот кои што ја предаваат таа тематика, и ни беа вклучени исто сертификацијски тела кои што сертифицираат, значи како еден извор на информации, и секако и луѓето од самиот институт за акредитација. Значи еден склоп на сите фактори кои што ја обработуваат таа дејност. И мислам дека имавме еден така доста позитивен бенефит за стопанството пред се, значи од тој проект. Вториот проект кој што минатата година
го реализиравме, ајде викаме доста е со стопанството, малце со државните институции, пошто тие се тие кои што ја бараат акредитацијата. Едноставно организиравме тркалезни маси со представници од државни институции, за да нив им објасниме, пишува во законот акредитација, но зошто го барат, што ние работиме, каква е нивната постапка и како може акредитацијата им служи нив како алатка за потврда на компетентноста која што ние барат. Тоа беа 3 тркалезни маси за сите стандарди одвоено. Тие кои што барат лаборатории, тие кои што барат инспекцијски тела и тие кои што барат сертификацијски тела. И беа поканети, значи, буквално од сите министерства, од сите агенции, од царина, од институции државни, кои што имаат било каква поврзаност дека тие бараат акредитација за да дадат некое соодветно овластување. И тука исто имавме така интересни дискусии, па се развие некои дополнителни идеи, некаде дури се уочи дека има и потреба од измена на некои законски акти, токму поради тоа што сега не им објаснивме што е тоа. Дали негде да се прошират тие барања, негде и да се намалат, затоа што сепак целта е не да се усложни, него како да биде поефикасен и тој административен дел, конкретно за делот за акредитација. Резултатите покажуваат каков е вашиот впечаток од ваквите проекти, од промоцијата и доближувањето до телата на кои навистина им треба акредитација. Бројот на издадени акредитации исто така говори дека се движите во една понагорна линија. Сметате ли дека изминативе години достигнавте едно задоволително ниво или како и се останато треба уште повеќе да се работи? Видете, ние сме задоволни, значи секако дека како тим, како вработени, значи во Институтот за акредитација, па и нашите надворешни технички оценувачи, што ги кажав, значи нашите експерти, пошто ние таа листа на експерти не е мала, околу 150, значи технички оценувачи е број таа листа, од нив 30% се странци. Странци се не ради тоа дека Македонија нема експерти за тие области, меѓутоа како мала земја често пати го имаме тој проблем на конфликт на интерес, бидејќи не може сега ако се две дали лаборатории или инспекции кои што работат иста дејност па едни на себе да се оценуваат, поради тоа мораме од надвор да внесуваме или некои специфични области, областа на медицината или од областа на инспекцијските дејности, значи мораме да вклучуваме некои странски експерти со цел да се докаже таа компетентност. Значи за тоа велам ние сме задоволни сме и од бројот на пријави и во последен момент, значи самите тие пријави кои што доаѓаат кај нас се многу, да кажам, поквалитетни, затоа што имплементацијата на стандардите во почетокот малце потешко идеше во самите стопански субјекти во државата. Сега ете имаме таа свест, значи и капацитет и стручна, значи е на доста повисоко ниво и затоа велам дека сме задоволни. Ние годишно некаде од прилика помеѓу 20 до 30 нови сертификати за акредитација доделуваме, што не е една мала бројка за Република Македонија. Значи ако споредиме според бројот на жители и според стопански субјекти, според економијата со 200 акредитирани тела, тоа е, да кажеме, на европско ниво доста ни завидуваат во тој дел за успехот кој што сме го постигнале и тоа сите тие со исти квалитет, во зависност од стандардот и од опсегот кој што тие го обавуваат. Повторно ќе кажам, нас кога не оценуваат, значи ние не им велиме идете таму и таму да видите, него оние имаат листата од интернет, бидејќи наша обврска е секој ден акредитирано обавезно да го објавиме и они си ги бират, кидат ваму, таму и буквално, значи, имаме еден доста висок квалитет на акредитирани тела во Република Македонија. И јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор, за времето кое го одвоивте, ќе ви посакам успех и уште поголеми резултати и се поголем број на издадени акредитации секако онаму каде што навистина има потреба. Јас ви благодарам на поканата и ние како институт секогаш сме отворени за соработка, еве и со вас како телевизија, али пред се со стопанските субјекти, без оглед дали се приватни или државни, во Пелагонискиот регион, а со тие со кои што веќе се акредитирани им посакувам успешна соработка и што повеќе да го зголемуваат опсегот на нивните акредитации.
Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Институтот за акредитации на Република Македонија. Кое е значењето на акредитациите, колков број на акредитации издале во изминатите 14 години, кое е значењето за стопанството и секако значењето на меѓународен план. Имавте можност да слушнете токму во изминатите 30 минути. Ви благодарам на вниманието.